Знаете како, ние имаме коалициони партии. Коалицијата ја обелоделихме уште пред самата кампања. И честно се поставивме дека настапуваме заедно. Наистина, ние сме свесни дека секој не може да се согласи со нашите ставови. Мене лесно кога ќе го видам кандидатот на Алијанса заедно со ВМРО-ДПМ, например, или РБС остана во опозиција, може да биде дел од власта, одлучија да остане во опозиција. И апсолутно јас имам разбирање зашто се прават коалициите на локално ниво. Пред се заради амбицијата да се победи, веројатно и слично. Нашата коалиција направена многу навреме пред самите избори, таа е овладенета. Принципиално прославуваме, јас сум председател на Социјалдемократскиот сојуз и апсолутно со коалициониот партнер, со кој што имаме изградена коалиција на локално ниво, така и поставаме нашите ставови. А како ќе коментирате вчерашната изјава на Никола Груевски кај што вели дека изборите се добиени на него? Јас сакам стварно да видам добро. Мене ми е многу драго што сите граѓани кои имат на помилот продолжуваме тоа што е да се случи. Изборите беа кристално чисти, изборите беа слободни, граѓаните демонстрираа една голема слобода, демонстрација на слободно изразена волја на изборите. Буквално немаше никакви инциденти, ниту во кампањата, ниту во денот на изборите. Инцидентите кои што беа изолирани, беа лични инциденти, вклучено смртниот случај, сите знаат, и малите деца дека нема политички партии или било што. Тоа што се случи во Шаторизен веднаш беше санкциониран од полицијата, веднаш беа соодветни пријави поднесени, се случи пред нашиот штаб, прашањето зашто не тој дошол од штабот на СВСМ и апсолутно мислам дека и меѓународните институции недвосмислено јасно кажуваат слободно изразена волја, кредибилни избори, демократска атмосфера, фер атмосфера насекаде. Или кампањата која што водиме е максимално позитивна и јас верувам дека граѓаните се на тоа да се слушаат. Човекот конечно изгуби избори, ние тврдевме дека само има слободно изразена волја да се случат истински изразени мисли, чувства и определби на граѓаните. Тоа се случи на 15 октомври, поразените има право. Јас тоа го разбирам, но верувам дека тоа што видење ќе се случува во Македонија е нешто тоа што граѓаните го заслужуваат, а тоа се добри перспективи за сегашните кризи и генерации. Не видов никаква сериозност во изјавите кои што тој ги даде во една телевизија. Навистина не можам ниту логично, ниту рационално да заклучам кои се доказите, кои се причините и што всушност се случувало во Македонија. Јас сум рационален човек, сакам се да разговарам, спремен сум да прифатам корективи, да се коригирам во одредени. Јас, политичката партија, коалициите за кои што сме, буквално во Македонија днес е слободно изразена